Драги гледачи, ова утро се наоѓам во градскиот парк, а тука на 22 јуни се одржа кампањата за подигнување на свесноста за тироидната жлезда. Со мене ова утро се Слаѓана Серафимовска, чија идеја беше токму тука во градскиот парк да се направи овој проект, и Елена Поповска, која што е уметницата, која што го направи овој проект. Добро утро за двете. Добро утро. Добро утро, Елена. Добро утро и од мене. Пред се бива прашала за идејата. Свесноста, рековме, да се подигне за здравието на тироидната жлезда. Од каде инспирацијата да се направи овој проект? Идејата за овој проект потекнува и години на нас. Значи, ние како компанија секоја година правиме одредени проекти, односно одредени активности, години на нас, се со цел да подигнеме свесноста на луѓето, односно да допреме до нив, да има поголема информираност за значењето на тироидната жлезда, колкава е незиното значење, односно, иако е таа мала жлезда, сепак има голема важност за нашето тело, за нашиот организам, за целото здравје, и од тука е основната идеја. Меѓутоа, оваа година сакавме да направиме нешто поразлично, нешто ново. Се водевме од две цели кои што беа главни. Тоа е да остане нешто кое што ќе биде постојано, значи во нашава земја, кое што ќе потсетува за тироидната жлезда. Секој кој што ќе помине тука ќе може да види, да прочита, да се запраша зошто е ова направено, да види некоја информација, да се запраша себе си дали имам некој од овие симптоми. Тоа беше едната цел. Другата цел беше да можеме, значи, оваа кампања да ја водиме и години понатаму, не само оваа година, се со цел да имаме поголема информираност, се со цел повеќе луѓе да видат, да се препознаат, да споделат на своји најблиски, на познаници, на непознати, така да целиот овој проект има убава, голема една порака, голема слика. Името на целиот проект се вика Патека на пеперутките. Така. Да. Затоа и се наоѓаме токму тука позади пеперутката, а тоа е моето друго прашање. Кој е символот на пеперутката? Зошто токму пеперутки и патека на пеперутки? Така, значи символот пеперутка е затоа што тироидната жлезда, како што знаеме сите, се наоѓа во предниот дел на вратот. Тоа е многу мала жлезда, меѓутоа има облик на пеперутка и секогаш ја представуваме и секаде, дури во медицинските учебници, како пеперутка. Од тука идејата, мислам, пеперутката има многу големо значење, таа представува и трансформација. Ние од овде сакаме и таква една порака да испратиме, дека со трансформацијата, односно со одредени промени, секој за себе си може да си го подобри своето здравје, да препознае одредени симптоми, да помогне на некој друг, така да имаме една благородна идеја која што сакаме понатаму, нели, да ја развиваме и да ја шириме секоја година. Не само во еден дел, еви тоа исто така важно да го напоменам, дека не само во еден месец во годината, тоа е месецот мај кога го одбележуваме подигнувањето на свеста на тироидната жлезда, односно значењето на тироидната жлезда. Сега веќе со оваа кампања, со овој проект, ние направивме нешто ново, нешто значително, значи кампања со која што ќе одбележуваме целата година, па и години натаму. Да, навистина убав проект, рековме дека има патека на пеперутките, има и клупи за одмор, така што ќе може да одморат, да си отворат на интернет, оние кои што ќе бидат тука, да прочитаат за тироидата, ќе ги прочитаат и симптомите. Ке ни кажи Елена за проектот колку време нели го работеше, колку беше лесно, да, и состојбите, умор, поспаност, депресивност, кршливи ногти, коса. Оние кои што имаат проблеми со тироидата, верувам ќе се препознаат во тие симптоми и ќе може да прочитаат. Така, ова се многу симптоми кои што се како да кажам, општи симптоми, така да уморот, вознемиреност, се тоа може да потекнува од, мислам, секој човек да си ги поврзува со стресот на работа, прекумерна работа, вознемиреност може да биде од стресното живење секојдневно, меѓутоа нас не е најважно секој од овие симптоми да проба или да испита дали всушност се однесуваат на тироидната жлезда, односно нарушување на тироидната жлезда. Така, ќе прашаме и Елена сега колку време работевте на проектот, лесно ли беше да се сработи ваков сериозен проект? Па, лесно. Благодарна сум на окажаната доверба, да допринесам преку уметноста, преку боите, преку формата и емоцијата за овој проект убав, како мало домино за нашата заедница. Така, и ќе ги поканиме гледачите кои што не следат да поминат во градскиот парк, да прочитаат за овој проект, да седнат, како што кажавме, да изгуглаат. Барем во модерно време имаме интернет телефони за тироидната жлезда. Да, тоа на крај ќе го кажам Слаѓана, во што на потсетивте, има еден баркод, Елена, не знам, некоја Елена ме спомнува, Слаѓана, ќе споменеме за баркодот. Така, значи не случајно е направена оваа пеперутка тука позади мене, во човечка големина,
Идејата е да секој што ќе помине тука првенствено биде видлива, ја види во паркот, ја забележи да дојде до пеперутката. И тука имаме една табличка која што ја гледаме од левата страна, во која што е убаво објаснето што треба секој да направи. Идејата е човек да застане на помеѓу крилата на пеперутката, да ги расшири своите раце, значи да застане, да ги расшири рацете и всушност тоа е пораката да како пеперутката што ги шири своите крила, всушност ние исто така ја расшириме нашата информација, нашата желба за подигнување на свесноста за тироидното здравје. Од друга страна, исто така и овие пеперутки не случајно ни се вака поставени и обоени во различни бои. Таму имам исто една шарена пеперутка која што ни ја представува нормалната тироидна жлезда, од нејзе потекнува се, во нејзелена многу убаво ги представи, значи како пазел ги извади овие преубави пеперутки, на кои што дополнително ги додадовме симптомите кои што укажуваат дека тие веќе имаат одредено нарушување. Значи било кој тука минувач, граѓанин на нашата земја на Македонија, која ќе помине, да застане да си ги прочита симптомите, после тоа да застане кај паното, да ги расшири крилјата за свесноста на тироидната жлезда. И на крај, значи целиот овој проект, односно целата оваа кампања или целата оваа приказна е заокруживме со 4 клупи. Да. Што ни значат клупите? И клупите се исто така оплеменети како пеперутки. Не случајно се направени само крилата. Повторно имаме и тука значи една символика да било кој да застане, крилата ја прикажуваат ширењето на крилата, ширењето на свесноста, ширењето на нашата порака која што заеднички сакавме да ја испратиме до сите граѓани, така да тоа е целата идеја. Од друга страна, клупите представуваат символика и на рамнотежа, на хармонија, на еден баланс, така да секој да застане, да се размисли за своето здравје, за себе си. Тоа е навистина најважната порака, затоа што може би мала промена, која што ни го ремети квалитетот на животот во однос на овие симптоми, можеме да си го регулираме со многу едноставен начин. Јас ви благодарам за одвоеното време, за овој разговор, за она што го направивте за сите нас, бидејќи ова е за сите граѓани и верувам дека ќе поминат низ патиката на пеперутките и ќе го направат сето она, од кодот кој што го споменавте, да одморат, да се фотографираат и да го подигнат свеста за здравјето на тироидата. До следно видување. Ви благодарам, значи јас уште една само порака сакам на крај да испратам. Сакам да ги повикам сите граѓани кои што се во можност, кои што се од Скопје, кога доаѓаат во Скопје, да поминат во овој дел на паркот, да го погледнат ова наше дело, да си помогнат доколку има потреба на себе си, да ги разгледаат овие симптоми, можеби во некој ќе се препознаат, така да тоа е макар и на еден човек да помогнеме, сме ја постигнале целта. Благодарам и на Елена. Ви благодарам и на вас.